Добре дојдовте на курсот Томас. Томас е кратенка за можности за обука на мигранти во земјоделско-прехранбениот сектор. Курсот е развиен како дел од проектите Томас и Томас 2.0, кои се финансирани од Европската Унија. Тој промовира социјална инклузија во земјоделско-прехранбениот сектор и поддржува меѓукултурна интеграција меѓу работниците од различни земји. Курсот е дизајниран да им помогне на работниците мигранти поефикасно да се интегрираат во нивните работни места и во општеството на нивната земја домаќин. Курсот е организиран во неколку делови, почнувајќи со вовед и модули за учење, кои се состојат од поглавја кои нудат практично знаење и корисни информации. Курсот вклучува неформални активности за учење со вежби дизајнирани да го подобрат учењето на интерактивен начин. Завршува со клучните заклучоци. Како што е наведено во воведот, земјоделско-прехранбениот сектор е еден од најголемите сектори во Европската Унија. Многу работници во овој сектор се мигранти, со приближно 1 милион сезонски работници годишно. Секторот е мултикултурен, што представува и предност и предизвик. Европските политики, како стратегијата од фарма до трпеза и Зелениот договор на ЕУ, го поддржуваат одржливото земјоделство и заштитата на работниците, а заедничката земјоделска политика им помага на европските земјоделци кон подобрување на нивните права и одржливост. Модул 1 ја опфаќа меѓукултурната интеграција. Овој модул започнува со поглавје 1 и истражувањето на Европската Унија и националните истории и култури. Ова поглавје го објаснува европскиот контекст на културата и човековите права и ги воведува вредностите и правните принципи што ги водат европските општества. Мотото на ЕУ, обединети во различноста, ја нагласува важноста на почитувањето на различните култури. Разбирањето на културата им помага на работниците успешно да се интегрираат во нивната земја домаќин. Поглавје 2 е за законите и човековите права на ЕУ и националните закони и права. Учениците ќе ги истражат принципите на еднаквост и достоинство. Европското законодавство ги штити работниците, вклучувајќи ги имигрантите, обезбедувајќи фер третман и еднакви можности. Поглавјето ги опфаќа националните права и обврски, помагајќи им на мигрантите да се интегрираат на пазарот на трудот. Модул 2 е наменет за професионална интеграција. Поглавјето 3 ги води учениците низ процесот на наоѓање работа во Европа, вклучувајќи корисни платформи и ресурси за барање работа. Опфаќа можности во различни европски земји и нуди совети за подготовка на успешни апликации за работа. Во повеќето случаи, аплицирањето за работа вклучува два главни документи – биографија и мотивациско писмо. Во многу европски земји се препорачува користење на форматот Европас. Курсот дава корисни совети за пишување добра биографија и насоки за подготовка за интервју за работа. Модул 3 е наменет за социјална и јазична интеграција. Овој модул започнува со истражување на активностите за социјална инклузија и вмрежување преку поглавје 4. ЕУ ја промовира социјалната инклузија преку политики како што е Европскиот столб на социјални права. Вмрежувањето е од витално значење за градење самодоверба и наоѓање можности за работа. Алатките вклучуваат популарни платформи на социјалните медиуми и европски мрежи како Европската мрежа за миграција и Европскиот форум за миграција. Поглавје 5 нуди јазични совети преку основен вокабулар и фрази што ќе им помогнат на мигрантите да комуницираат во секојдневниот живот. Речникот опфаќа секојдневни интеракции и го поттикнува континуираното учење јазици. Модулот 4 опфаќа активности за неформално учење. Овој модул поттикнува меѓукултурна свест, тимска работа и рефлексија преку интерактивни активности инспирирани од методите на меѓукултурно учење. Овој модул се фокусира на безбедноста на работното место во земјоделскиот сектор, презентирајќи ги и можностите и ризиците поврзани со земјоделската работа. Опфаќа важни теми како што се безбедноста на работното место, заштитата на здравјето, правата при вработување и заштитата од експлоатација. Учениците ќе научат
како да идентификуваат и спречат вообичаени ризици. Модулот го објаснува пристапот до здравствени услуги и услуги за социјално осигурување, како и главните законски барања за вработување и добивање на дозволи за работа и престой. Учениците учат како да препознаат нередовни или експлоататорски работни ситуации, како и за механизмите за решавање на конфликти, во насока дека работниците знаат како да се справат со проблемите, праведно да решаваат спорови и да ги заштитат своите права. Честитки! Го завршивте курсот Томас. Курсот за учење Томас 2.0 помага во подобрувањето на можностите за вработување и поддржува успешна интеграција во земјата домаќин. За подетални информации, ве молиме прочитајте ги текстуалните модули. За прашања или предлози, контактирајте го тимот на проектот. Исто така, можете да го следите проектот Томас 2.0 на социјалните медиуми за новости. Ви благодариме за вниманието и ви посакуваме успех во вашиот професионален пат.